Џудо клубот Бушидо од Прилеп полека но сигурно станува еден од познатите спортски брендови на Прилеп, а доказ за тоа се освоените 104 медали за 2017 година на државни и на меѓународни првенства. Тука со нас е тренерот Урбин Пеевски и менаџерот Бојан Митковски, со кого што ќе поразговараме за големите успеси на овој џудо клуб. Ќе започнеме со господинот Пеевски. Господине Пеевски, 104 медали за 2017 година, навистина една импозантна бројка. Како дојде до овој голем успех на џудо клубот Бушидо? Па, ова година запрахме здраво. Затоа што цел ни беше да се наметнеме на ова спортска сцена, затоа што изминатите овие 34-5 години јас вложив во овој спорт, самиот се вложи самиот во себе, па сакав и овие млади деца да ги тргнам од улицата, од сите пороци и да почнат да спортуваат. Со правилен мој избор на деца, затоа што овој малце спорт е, ајде, по прилика да кажеме груп се гледа направо, но самиот наслов џудо е, како да кажем, од јапонски слободен превод е нежен пат, па затоа овој спорт е повеќе умствен, технички, отколку да се покажува сила. Работата ни беше од минатата година, започнавме добро, оваа година се надоградивме сето она што ни беа пропусти од минатата година, ги надоградивме. Сепак овие се деца кои што најмалце тренираат 2 години, за 2 години успеавме да се наметниме на не само на македонската сцена, туку и надвор од Македонија со освојување на голем број на медали, затоа што ова година имавме излезено на 8 меѓународни надпревари, каде што ги постигнавме и најголемите резултати. Да напоменам дека во Бјелина, Република Српска, с Босна и Херцеговина, имавме најдобар кадет кој што се бореше, тоа е репрезентативката Теодора Ристеска, но пред да почнеме со активностите имавме и едно излегување во Воеводина, каде што сите постари пионерки ја добија наградата најдобри пионери на тој меѓународен турнир во Србобран, и со тоа покажавме и докажавме дека овие граници ни се малци претесни, па затоа излегуваме и надвор. Се со цел да го собериме оно искуство кое што ни е потребно за да можеме да излеземе и на европската и на светската сцена во овој џудо. Колку џудото е популарен спорт помеѓу младите во Прилеп и колку членови брои џудо клубот Бушидо? Во Прилеп е доста добро прифатен овој спорт, затоа што и иницијатива ми беше од ланската година, ги испосетивме скоро сите основни училишта. Џудото некој си го сака да си го работи како аматерски, значи рекреативно, некои се такмичат. Претежно овде кај мене сите се такмичат во овој клуб. Има 4 џудо клубови во Прилеп, за разлика од Скопје, кој што е многу поголем град, па има само 2. Прилепчани го сакат џудото. Што значи Бушидо? Бушидо од слободен превод е кодекс на однесување на јапонските самураи. Имаме 7 знаци кои што го поставуваат Бушидото како цел. Тоа е кодексот на честност, кодексот на среќа, кодексот на среќа за да му носите на другите среќа, кодексот на храброст. Овој спорт е заснова пред 2000 години и Бушидото како закон, некој кој што го користеле јапонските самураи, тоест воини, е префрлен. Тоа ми беше целта, јас да му наметнам некои своји критериуми на овие млади деца, за да може да успеат, па се изгледа и успеав и во тоа. Доколку некој сака да стане член на клубот Бушидо, што треба да направи? Каде тренирате и колку пати неделно, каде може да ве најдат заинтересираните? Значи, работиме 4 пати во текот на неделата по 2 сати. Доволно за да се постигнат врвни резултати. Баш како тоа што работиме само технички дел во Салава, имаме уште во гимназијата, инаку се работи во Општинската гимназија Мирча Ацев од Прилеп. Овај дел е овде, онај дел, зимскиот дел, каде што им е топло на овие дечиња.
физички дел, физички се подготвуваме, 90 и неколку проценти физички сами се подготвуваат, затоа што јас веќе ги сметам овие деца како професионалци, полупрофесионалци, затоа што во ова година извадовме 5 државни репрезентативци на Република Македонија, што е за секоја пофалба. Рекавте дека освен физичкиот дел, джудото содржи голем дел и психички дел. Што содржи тој психички тренинг? Психичкиот тренинг го правиме пред секој надпревар. Им покажувам и кажувам моето огромно искуство кое ги има во боречките вештини, не само во джудото. Треба да биде со бистар ум, треба да сака да победи. Ми успева по се изгледа. Дали джудистата треба да има посебен начин на живот? Точно да, посебен начин на живот треба да има. Тоа го учат уште од самиот почеток кога влегуваат на борилиште или кога влегуваат во овој клуб. Овде секако браќа и сестри, затоа што повеќе од половината, 15 имаме девојчиња и 20 некои момчиња, околу 40, што е доволно само за еден тренер. Затоа што сакам на овие деца барем да му обрнам 5 минути од своето внимание за да научат. Значи мора да ако се преку 50, преку 60 нема да му обрнам никакво внимание и целта ми е таа што досега се нема никој повредено. Во овие 2,5 години краја да е па понатаму се надевам дека со правилна употреба на джудото, значи со правилна употреба на техниките нема ни да бидат повредени, па нема ни да повредуваме ние. Ви посакуваме и понатамошни успеси, а за успесите кои што се постигна оваа година, ќе поразговараме и со менаџерот Бојан Митковски. Бојан, 104 медали, како што спомнавме на почетокот од овој разговор. Каде се ги освоивте и на кои првенства учествувавте? Оваа година, значи за 2017, првото излегување не беше во Војводина, Србобран Турија. Потоа следува, тоа беше меѓународно, значи првенство, имаше околу 800 такмичари пријавени, значи и од Балканот, од Бугарија имаше, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Босна и Херцеговина. А за март месец, на 19 март, значи од наша страна, по техничка организација, го организиравме државното првенство во Прилеп, која се одржи на 19 март. Во спортската сала во Ристерски Ричко. Таму се стекнавме со доста број на медали. Имавме меѓународно првенство исто така и во Аминтео во Грција. Последново сега ни беше во Ниш во Србија. Пред 2 недели бевме во Црна Гора во Цетиње исто така. Клубот постои 3 години и на наше изненадување за прв пат минатата година, 2016 година, организиравме на државно првенство на 23 октомври. Потоа следеше за оваа година на 19 март уште едно државно првенство под наша техничка организација. Потоа следува олимписки училишните спортови за џудо и потоа следеше и за кадетско државно првенство. Исто така беше под наша организација, техничка организација. Последните 8 медали ги освоивте во Ниш на првенството, тоа беше само пред неколку дена. Што е она што ве очекува наредно до крајот на годината, дали имате некои надпревари, а и за 2018 година? Па за 2018 година имаме покана од Хрватска, од Сплит, од Словенија имаме покана, од Бугарија, од Пловдив. Значи сепак од финансискиот буџет, значи на клубот треба да се види каде можеме да излеземе, во кои држави и така натаму. Сами се финансирате, дали имате спонзори? За оваа година на моје изненадување добивме, значи имаме спонзор од спортските облажувалници Моцарт, кои за во оваа прва фаза од нивна страна добивме 10 лиценцирани кимона. Значи тие лиценцирани кимона се со знакот на ИДЖФ. За следната година, значи сме во преговори исто така со генералниот спонзор. Па така. Кои се вашите идни планови, некоја мисија, цел која што сакате да ја постигнете во иднина? Па планот ни е секој нашиве такмичари за
да бидат излезат значи на Балканско првенство, потоа на Европско првенство и да стасаме до Олимпијада. Честитки од Инфокомпас екипата за вашите големи успеси и да се надеваме дека ќе ги постигнувате и во иднина. И ќе го представувате и Прилеп и Македонија на меѓународна сцена. Така е, точно така. Благодарам многу.